Нацијата расте кога дедовци садат дрвја во чија што сенка тие нема да доживеат да седат. Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 27-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, повторно со нова презентација денеска. Се надевам дека не ви недостасувавме толку многу во изминативе 2 недели и се надевам дека ќе успееме во идниве недела 2 да се вратиме на стариот редослед, односно на стариот распоред од една емисија неделно. Деновиве на Facebook забележав една објава која на прв поглед и не била најнова вест, но не е така одамнешна. Во секој случај, објавата вреди да се разгледа и да се стави во историски контекст. Имено, порталот Медија24 на 7 април годинава го објавил следниот наслов. Македонската историја се брише, немало поделба по балканските војни. Еве објавата. Тука за нас се интересни следниве два пасуси. Протерувањето на егејците, грчката граѓанска војна, балканските војни. Ова се само дел од историските настани кои најверојатно ќе претрпат ревизија. Македонските експерти не откриваат детали, но велат дека со грчките колеги се договориле дека треба да се избегнува прикажување на другата страна во негативно светло. Додека Македонија конкретно не открива ниту што се бара од неа, ниту што побарала од Грција, историчарите на јужниот сосед многу конкретни и прецизни. Приоритет за нив е отстранување на картите на етничка Македонија, но и на текстовите во кои се говори за поделбата на земјава по балканските војни. За жал, веста сугерира дека македонците ги чека нова казна за својот несериозен и наивен пристап кон животот и светот. Повторно, како веќе безброј пати досега, некој друг ќе налага што ќе учат македонските дечиња и каков поглед на светот и на себе си ќе градат од тоа што го учат. Но зарем тоа треба да не зачуди, земајќи в предвид дека ние самите одбиваме да се заложиме да си го решиме своето прашање за на нас полезен начин. Прашањето е зошто? Зошто после сето ова време ние македонците остануваме неуспешни во остварувањето на идеалот на нашата кауза? Па да направиме еден преглед низ историјата и да видиме дали ќе можеме да дојдеме до одговорот кој ни е потребен. Опишувајќи ги припадниците на 7 словенски племиња кои се населени на просторите на Македонија и Бугарија, историчарот Франсис Дворник го заклучил следново. Словените имале многу лабава политичка и општествена структура, запишал тој, а од византиски извори дознаваме дека иако нивните воени квалитети биле високи, нивното вооружување било штуро и се содржало воглавно од лакови, стрели и штитови. Нивната воена организација, заснована на општествена структура заснована на семејството и кланот, исто така била слабо развиена. Овие факти, заедно со примитивната словенска наклонетост кон сточарството и земјоделието, објаснуваат зошто секогаш било толку лесно за номадски освојувачи во облик неискусна и добро вооружена конјаница да ги стават под своја управа словенските племиња. Тие обично биле презадоволни да бидат оставени мирно да си ги бркаат своите работи и често ја поздравувале заштитата од други потенцијални освојувачи. До сличен ваков заклучок дошол и Брајлсфорд, гледајќи ги што туку национално освестените македонци, односно македонски бугари, на почетокот на 20 век. Следејќи ги социјалните мрежи каде што човек може да ги прочита мислењата како на обичниот народ, така и на режимски промовираните мегафони во медиумите и академијата, лесно може да се дојде до заклучок дека македонците продолжуваат да ја одржуваат во живот нивната навика
да продаваат зевала и да млатат празна слама, односно да се занимаваат со теории национистички заговори, да се грижат за проблемите на венецуелците, на палестинците или на дивите амазонски племиња, да кубат коси за така наречениот капиталистички холокауст во животните, да се грижат за харп, да се грижат за кемтрейлови и за секакви други теории на заговори. А по секоја цена да бараат начин да не се интересираат за работите кои се релевантни за нивниот опстанок и за опстанокот на нивната земја. Причината за ова е многу проста. Сите овие алапачи знаат дека чепкањето по вистината ќе значи крај на нивните професионални кариери и крај на лесниот, лежерен живот и почеток на живот под репресивни мерки, чишто крај е секогаш недогледан. За наша длабока несреќа, истата оваа мака го мачела и еден од основоположниците на македонската нација, господин за македонските работи лично, Крсте Петков Мисирков, кој на 5. јули 1913 година го запишал следново во неговиот дневник. Денес се навршија точно 10 месеци од почетокот на Балканската војна, која се претвори во војна помеѓу поранешните сојузници. Во ова време, минатата година, живеев со семејството во викендичката во Одеса на Средна Фонтана. Таму неколку пати ме посетија студенти македонци, мои соплеменци и сонародници, меѓу кои беше и господин Киселинов, кој, интересирајќи се за литературата и главно за издавачката дејност, почнал некакво словенско издание и на секој начин се трудеше да ме привлече да соработувам во него. Господин Киселинов представуваше исклучок, за жал не може да се рече среќен, меѓу своите сонародници. Тој беше студент филолог, многу ретка појава меѓу бугарите. Специјалноста на господин Киселинов го извојуваше од другите студенти, македонци и бугари, во изборот на нивната специјалност верни представници на својата нација, која незалудно беше прочуена како практична нација. Тие беа или студенти медицинари, или математичари. Недостигот на филолози меѓу студентите македонски бугари, како и бугарите воопшто, се објаснува и со слабото влијание на историско-филолошките дисциплини врз бугарската младина и врз бугарскиот народ воопшто. Нема словенски народ помалку националистички и повеќе космополитистички настроен, отколку што е настроен бугарскиот народ. Бугарите се стремеа да го реализираат својот национален идеал инстинктивно, а не свесно. Тие знаеа дека Македонија е етнички бугарска земја, но не сакаат да знаат за незиното минато. Не сакаат да вникнат во суштината на претензиите на србите и грците врз Македонија и во упорноста со која овие народи ги образложуваа своите претензии на Македонија. Бугарското училиште лошо го воспитуваше бугарското национално чувство. Бугарската интелигенција целосно беше потоната во партиските спорови, а заштитата на бугарските национални интереси во Македонија им беше оставена на самите македонци, кои зачудувачки пожртвувано, но крајно еднострано ја водеа борбата за националните интереси. Четничкото движење и црковното училишно дело беа единственото оружје на националната борба. Бугарските и македонските дејци целото внимание го свртеа во борбата со турците и во текот на десетлетија ја водеа таа борба со крајна упорност, воспитувајќи кај народот представа за турчинот како за единствен непријател на бугарскиот народ. Србите, грците и романците не беа интересни за бугарите и бугарскиот народ беше воспитан или да ги потценува, или да биде рамнодушен спрема своите други соседи, освен спрема турците. Не интересирајќи се за себе, тоест за своето минато и своите соседи, освен за турците, бугарскиот народ во текот на 35 години од Берлинскиот договор и се посвети на практичната материјална културна работа, сваќајќи ја својата историско-национална мисија исклучиво во готовноста да се умре во борбата со единствениот непријател – турците, за да се оствари националниот идеал. Бугарската практичност се чини го напуштила господин Киселинов, кој за своја специјалност го избра историско-филолошкиот факултет. За жал, овој заклучок се покажа избрзан, бидејќи господин Киселинов при изборот на својата специјалност го интересирала литературата воопшто, западноевропските литератури и руската литература, чии дела слабо ги познаваше, но воопшто не го интересираа податоците на историско-филолошките дисциплини, што би нашле примена во бугарското и македонското национално минато.
Овој рамнодушен, незаинтересиран и несериозен пристап кон нашето минато обстојува меѓу македонците до денешен ден. Како производ, ние им дозволуваме на нашите соседи, поробители, да манипулираат со нашата историја и да не користат како алатки за нивните собствени национални интереси. Насловот на објавата на Медиум 24 е типичен пример за манипулација наменета да предизвика гнев, конфузија, хистерија, но и чувство на безмоќност кај македонците, а кое е возможно токму поради незапознаеноста на македонците со нивната собствена историја. Овие работи се комплицирани и само познавањето на сите факти може да ни помогне да постапиме исправно од наша перспектива и во наша полза. Од своја перспектива, грците се во право. И тоа не само од стратешка гледна точка. Кога тие бараат да се отстранат како историски неисправни, четивата во македонските учебници, каде што се говори за поделба на Македонија по Балканските војни. Зошто? Затоа што тогаш не постоел таков политички субјект. Бидејќи во 1912 година Македонија не постоела како политички субјект, таа не можела да биде поделена на Букурешката мировна конференција. На тој самит била решена судбината на Европска Турција и на нејзините балкански вилаети, во чии што рамки обстојувале надпреварувачките концепти за Македонија, оној на ВМРО и оној на Грција. Да се навратиме на почетокот на 20. век, околу половина деценија пред Букурешкиот договор, за да видиме како стоеле работите тогаш. Brailsford во 1906 година ја опишува состојбата на теренот вака. Системот на централизација како што постои во Македонија е и троосмислен со цел да се спречи растот на било какво локално мнение и да се држи под контрола развитокот на националната самосвест. Самиот термин Македонија е иредентистички и не постои административна област која се одесува со современата Македонија на бугарските бунтовници, ниту со античката Македонија на грците. Македонија останува проколната помеѓу три вилаети кои не се одесвуваат со никаква природна народносна или географска поделба. Бугарите се добро застапени во сите три македонски вилаети, но во секој вилает вешто е произведена контратежа. Србите и албанците се бројни на североистокот, во Скопскиот вилает, грците се добро застапени во Солунскиот вилает, грците и албанците ги урамнотежуваат бугарите во Монастирскиот вилает. Производот на ова е тоа што никоја од народностите не преовладува над другите и никоја од провинциите не се здобива со национален карактер. Природниот аранжман би бил грците, србите и албанците да се распоредат во собствени купи и да се остават бугарите да го заземат централното и источното подрачје. Но тоа би било во судир со водечкиот принцип на турската државност, divide et impera, подели па влади. Се до асно, името Македонија како политички субјект за последен пат во историјата фигурира како тема, односно покрајна, во Источната Римска империја, некаде непосредно пред населувањето на словените на Балканот, околу 6 век по Христа. Впрочем, книгата на Дворник нуди карта која ги опишува состојбите околу 560 година, каде што се гледаат две провинции со име Македонија. Македонија 1 на територијата на Егејска Македонија и Македонија 2 на територијата на Вардарска и Пиринска Македонија. Од тогаш, па се до крајот на 19. век, Македонија фигурира само како географски поим и тоа непрецизно дефиниран. Технички историјата, дури и царството на цар Самуил го нема запишано како Македонско царство. Македонија во светската совест избива во обликот од Љуботен до Солун и од Бистрица до Места како производ на пропагандната дејност на Македонската револуционерна организација во првите децении на 20. век. Искрено речено, заведливо е да ја бележиме и картата која ВМРО ја презентира како карта на етничка Македонија, бидејќи таа ги пречекорува границите на просторот кој е населен со македонско мнозинство.
Сепак, таа карта соодветствува со воспоставените конвенции за исцртување на граници, наменети да ги минимализираат приликите за меѓусоседски војни. Например, иако Солун никогаш не бил етнички македонски град, односно немал етничко македонско мнозинство, воено-економско-стратешката логика налага градот да припаѓа на Македонија со цел на таа држава да и се обезбеди пристап до морето, но и да се минимализира можноста еден сосед да изврши инвазија на друг по пат на широкото Солунско поле, кое, стеснувајќи се во Вардарската долина, го отвара патот до срцето на Македонија. Од слична причина, границата помеѓу Македонија и Албанија секогаш мора да биде планинскиот мастиф Пинд Шара, бидејќи тој представува непремослива препрека за војска во поход. Слично, иако Кумановско-Кратовската област припаѓа на говорно подрачје кое се протега до Лесковац, Врање, Ниш, планината Козјак представува природна граница која едната страна на подрачјето ја прави македонска, другата српска. А истото може да се каже и за Осоговските планини, Пирин, реката Места во однос на Бугарија. Значи, грчките власти се технички во право кога бараат бришење на наративот дека била поделена Македонија по Балканските војни, затоа што фактите го поддржуваат тоа. Истовремено, ние се откажуваме од историјата која го поддржува нашиот наратив, поради тоа што сме наплашени од бугарската определба на македонските револуционери од прединдепендентскиот период па се до појавата на ВМРО СДРМА. Тогаш веќе и меѓу приврзаниците на македонската кауза се губи бугарската определба. Доколку сакаме да се додржиме до наративот дека по Балканските војни била поделена Македонија, а не Европска Турција, тогаш мора да се држиме до наративот на ВМРО, што значи дека мора да се држиме и до идеалите на организацијата. А бришењето на македонската историја, за која загрижено пишува објавата на Medium 24, е директен производ на нашето откажување од идеалите на ВМРО, како за време на Титова Југославија, така и за периодот на оваа наводна независност. Ова е само уште една лекција за македонците за сериозноста на светот во кој што живеат. Секое дело носи последици. Оние кои се однесуваат како деца во сферата на возрастните, страдаат поради својот ноншалантен однос кон светот. Денес се наоѓаме во ситуација грците повторно да ни ја пишуваат историјата, бидејќи во изминатите 107 години одиме од една стратешка грешка на друга, а при тоа ретко кога застануваме да се запрашаме дали потезите кои ги влечеме се исправни. Без да се запрашаме дали можеби избрзуваме во некои работи и дали можеби некои од нашите очекувања се нереални во однос на трудот кој го влагаме. Денес се наоѓаме во оваа ситуација затоа што 74 години го предаваме ВМРО и идеалите за кои се залагала организацијата. Кога ја ползуваме дефиницијата за Македонија во нејзините етнички граници, или поточно во нејзините максимални граници, а без при тоа да забележиме дека тие граници ги исцртала Македонската револуционерна организација, тогаш минатото го земаме здраво за готово. Без ронка почит кон оние кои се избориле за таквата позиција, наивно сметајќи дека правдината сама ќе ни падне в скут, без при тоа да треба да се помачиме за неа да се избориме. Впрочем, кога зборуваме за Македонија од македонска за разлика од грчка перспектива, тогаш зборуваме за творбата на ВМРО. Она што е значајно да се напомене тука е дека ВМРО не одбрала недефинирана географска област во центарот на Балканот, која ја прогласила за своја сфера. Туку, зборуваме за подвиг со кој славофоното христијанско население, кое немало вистинско чувство на народност, бугарската определба која преовладувала тогаш меѓу македонците пред се била од верска природа, организацијата успеала да направи себесвесна нација. Значи, не се Тито или Коминтерната тие кои ја креираат македонската нација, бидејќи до 34 година ВМРО веќе го завршило тој процес. И покрај тоа што името на таа нација се уште било она од пред почетокот на национализирањето на македонците. Но Тито и Коминтерната со нивното нерешавање на загадката на македоно-бугарската врска само додале на конфузијата и мистификацијата на македонското минато, а истовремено
си дале и повод за прогон на застапниците на идејата за независна Македонија на македонците. На 3 наврати за време на 19. и 20. век, организацијата ги спасила македонците од заборавот на буништето на историјата. Прво, во линденскиот период кога ВМРО ја дефинирала Македонија од Скопје до Солун и од Охридското езеро до Места. Потоа, кога Тодор Александров ја воскреснал организацијата по заклучокот на Првата светска војна, и конечно, во разврската на Втората светска војна, кога ВМРО СДРМА Правда пркосно одбила да ја прифати југословенизацијата на македонскиот народ. Меѓутоа, благодарение на мистификацијата на македонската историја за време на поголемиот дел од изминатите 70 години, особено делот кој се однесува на незината поврзаност со Бугарија, поробителите на македонскиот народ успеваат да пласираат секакви наративи кои од македонското ослободително движење прават предавници, разбойници и крвопии. Тие прават разноразни бугараши и предавници од македонските дејци, кои како производ на времето, околностите и историските податоци се изјаснувале како македонски бугари. Историјата е во тоа што без Бугарија и нејзините експанзионистички интереси кон Македонија, веројатно е дека денес не би зборувале за ВМРО, ниту за македонска држава, ниту за македонска нација. Меѓутоа, тие врски помеѓу македонците и Бугарија за време на првата половина на минатиот век придонеле до ќорсокакот со кој се наоѓаме цело ова време и додава кон проблемите поврзани со неединството меѓу македонците кои се уште со нас. Обидувајќи се да ја реши загадката за тоа дали македонците се бугари или срби, Брајлсфорд дошол до следниве заклучоци. Една од последиците на брзиот економски развој на Бугарија е тоа што нејзината постојана побарувачка за работна рака охрабрува незапирлив проток на македонски имигранти кои минуваат неколку месеци или неколку години во книжевството и потоа се враќаат во своите села со своите заштеди. Овие луѓе стануваат мисионери за бугарската идеја. Тие ја шират славата на нејзината слобода, нејзиното богатство и нејзиниот брз развој. Македонското селанство ќе ја подари својата верност само кон пропагандата која му ветува некаков брз изглед за ослободување од отоманскиот јарем. Конечно, има огромна разлика помеѓу ривалските пропаганди, каде што додека бугарите работат кон автономијата на Македонија, србите и грците целуваат само на нејзино анексирање кон своите земји. Како производ, нивните активности делуваат дека се наменети за профит на нивните држави, додека бугарите несомнено креираат дух на локален македонски патриотизам. Српското движење е чисто официјална агитација, насочувано и финансирано од Белград, додека и покрај симпатиите на Софија, Бугарскиот револуционерен комитет е автентично македонска организација. Тоа се историските факти. И тие наместо да не плашат од самите себе си, треба да ни служат како алатки со кои ќе можеме да ги оствариме нашите национални интереси. Меѓутоа, тука треба да се напомене дека опасноста кон преголема приврзаност кон историските факти од периодот на преродбата, тоест од периодот на македоно-бугарскиот идентитет, е еднакво голема како и опасноста од негирањето на оваа вистина. Доколку историјата на македонскиот народ ја сведеме на било кој период од 150 години, тогаш е неминовно дека само ќе продолжиме да се главиме во понатамошните шкоти кои ќе водат до нови периоди на робство. Од тука, секој период на македонската историја мора да се става во поширокиот контекст на нашето целокупно минато. Само така ќе разбереме кои сме и какви сме. Самиот поим Македонија не би постоел денес без дејството на организацијата. А тоа е нешто што ние на секој начин се обидуваме да го заборавиме и да го избришеме. Што преку воспевање на Тито и комунистичкиот режим како дарители на македонската држава, што преку градење на лесно оборливиот антиквизаторски наратив. И тука лежи еден од клучните проблеми на македонскиот карактер. Оние кои се жртвувале во полза на македонската нација, ние во најдобар случај ги игнорираме, а многу почесто ги дискредитираме и анатемисуваме. Додека оние кои ги предавале и прогонувале дејците на македонското дело, ги воспеваме и валоризираме.
ова зборува за духовен конфликт кај македонецот, за негов судир со самиот себе си, со разумот, со реалноста, со логосот. Денес е лесно да се прочитаат и слушнат мислења од стилот дека судбината на нашата мала земја зависи од големите играчи на светската политичка сцена. Тоест од така наречената меѓународна заедница, предводена од Вашингтон и Брисел. Не баре авторот на мислата ја открил Америка. Но тоа е факт кој им е познат и на малите дечиња. За жал, тоа е нивото на политичко-обштествената зрелост на кое одбираат да се задржат повеќето самоназначени, но и официјално ракоположени аналитичари и геостратези. И на револуционерите им било јасно дека конечната одлука за судбината на Македонија лежела во рацете на големите сили. Но, тие биле свесни дека нивна должност во сделката е тие претходно да дадат сигнал дека Македонија постои. Како инаку можел светот да разбере дека во Европска Турција има поробен народ кој бара слобода и човечки правдини? Тој сигнал бил македонскиот вресок, односно Илинденското востание, на кое се кренале десетина илјади борци, повеќето аматери и лесно вооружени. Корените на овој подвиг можат да се најдат во Берлинската ревизија на Сан-Стефанскиот мировен договор, а неговиот несреќен производ биле импотентните мирцешки реформи изготвени од Русија и Австро-Унгарија. Но далекосежниот производ на тоа востание е мощно значаен и за жал благодарение на антиквизаторската политика на македонската официјална митологија се повеќе останува занемарен. Тоа е фактот што поимот Македонија, кој фигурира во светската литература од тогаш па наваму, а особено во првата половина на 20 век, е суштински конфигурацијата која ја презентира ВМРО во картата на автономна Македонија исцртана од раката на Христо Матов. Еве еден пример во меморандум внатрешен на ЦИА од 28 септември 1949 година, каде што се зборува за македонското прашање. Американската централна агенција за разузнавање ја користи картата на ВМРО. За жал, оваа иста организација, воглавно се уште предводена од истата генерација на старешини, за време на Првата Балканска војна, кога се воспоставиле првите граници на поделена Европска Турција, воглавно влегла во служба во бугарската армија, додека неколку останки од чети им помагале на србите во нивните судири со турците. Македонија немала своја држава во Првата Балканска војна, имала своја војска, бугарската, но немала држава. И затоа таа не фигурира во договорите кои ја делат. Од исти причини, а и покрај повторно истакнатото големо херојство на македонските војници во редовите на бугарската армија, нејзија нема ниту во Версај 7 години подоцна. Предоцна, дури во 1935 година, Стојан Христов ќе го постави прашањето дали можеби најмудриот потек за ВМРО во Првата Балканска војна не бил да застане на страната на турците. Тој запишал: централните сили ја беа окупирале практично цела Македонија, а комитаџиите управуваа со неа од име на Бугарија, на која Германија ја беше ветила и која што Бугарија ќе ја добиеше ако централните сили ја беа добиле војната. Македонците ќе беа совршено среќни ако Бугарија ја задржеше Македонија по војната. Идеалот за автономија ќе беше напуштен. Зашто македонците, кои од секогаш се удирале в гради и се колнеле во својата автономија, се вратија на својата прва цел при првиот удобен изглед за бугарска окупација. Суштината на работата е дека македонските бугари ја избраа автономијата не како избор, туку како практична нужност. Ваквиот флерт и матен однос со Бугарија ги повреди многу и можеби ги чинеше нивната независност. Значајно е дека во 3 случаи во нејзината 40 годишна историја, ВМРО ја предаде целата своја машинерија на бугарското воено министерство.
Во првата Балканска војна во 1912 година, кога сојузничките балкански држави се бореа против Турција, комитаджиите се бореа рамо до рамо со нив против турците. Беше јасно дека Бугарија, Србија и Грција не се бореа против Турција од некаква алтруистичка побуда за основање на независна Македонија. Например, постоеше територијален појас за кој што бугарите и србите не можеа да се договорат. Тие го означија како спорна зона и се договорија на крајот од војната да го упатат нивниот спор кај царот на Русија за конечно решение, при што секоја од страните се обврзува да ја смета царската одлука за конечна. Се разбира, во тоа време се чинеше подобро од турчинот, но ми се чини дека ќе беше пологично комитаджиите да застанеа на страната на нивниот стар непријател и да се борат против ослободителите кои што доаѓаа во Македонија да ја распнат. Барем под турска власт, Македонија постоеше како географска единица, а населението уживаше национални права. Но изгледа дека дошло до исправка на ставовите на македонските вождови за време на периодот на возобновеното ВМРО под раководството на Тодор Александров и Ванчо Михайлов. Се чини дека во овој период во рамките на организацијата трајно била умртвена опцијата за решавање на македонското прашање во рамките на Бугарија. Откако на бугарите им станало јасно дека македонците повеќе не се нивни инструмент за остварување на бугарските експанзионистички цели, туку дека тие ја користеле Бугарија како орудие во нивната суверенистичка заложба, тие го смениле својот однос кон Македонија и македонците и ја прифатиле хегемонијата на Белград. Повторно Христов. Кога првпат дојдов во Бугарија во 1927 година, се сметаше за ретка почест да се биде близок со македонците. Но кога се вратив во 1934 година, на нив се чини им беше фрлена анатема. Луѓето со подсмевки нарекуваа чикашки ганстери. Се уште беа моќни, но секој разумен човек знаеше дека дните им беа изброени. На повидок им беше крајот. Михајлов се покажа способен државник и револуционер, што колку поневозможно му беше да го одржи револуционерниот живот во грчкиот и југословенскиот дел на Македонија, толку појасно ги исцртуваше формите на една македонска држава која ќе се обитува со царството на крал Борис. Бугарите најпосле ги протрија очите и видоа дека македонското движење за автономија, кое што тие го беа поттикнувале, откако не успеа да оствари напредок во 9 десетини од Македонија што беа под Грција и Југославија, ја беше остварило својата цел во 1 десетина што ја поседуваа. Тие ќе продолжаа да си ги ставаат главите в торба и ќе ги толерираа комитаджиите, ако овие се беа свеле на Петричката област. Но империјата на ВМРО се прошири во секој ќоше на кралството. Во секој бугарско градче или поголем град, каде што постоеше македонска организација, а вкупно имаше 600, беше присутна ВМРО. Македонците создадоа состојба на двојност во државата, а тоа представуваше опасност за земјата. Откако не успеа да ги ослободат своите македонски браќа и да се обединат со нив под една влада, бугарите беа желни да им помогнат во нивната борба за автономија. Но спогодбата не значеше дека македонците ќе можат да ја воспоставуваат својата автономна држава во рамките на самата Бугарија. Нема да претерам ако кажам дека во изминатите 15 години Бугарија беше двојна држава – Македоно-Бугарија. Со ова Христов, кој самиот минал низ еволуција на својот национален идентитет од македонски бугарин во македонец, апсолутно го руши антивмровскиот наратив на официјалната македонска историја, според која Ванчо Михајлов бил застапник на бугарскиот дворец и инструмент на великобугарската идеја. За жал, исправањето на курсот на организацијата во однос на Бугарија не се претворил во позитивен резултат. Речиси симултано со оваа промена на политиката на ВМРО, во преден план избила поддршката за комунистичката партија и нејзината визија за инкорпорирање на Македонија во Велика Југославија, тоест Југославија од Триглав до Солун и од Јадранот до Црното море. Како производ на нашиот судир со логосот, по крајот на Втората светска војна започнало предавството на ВМРО од страна на македонскиот народ. Впрочем, за волја на вистината, предавството во далеку помал размер започнало уште во 20-тите години на минатиот век, кога тестот на Киро Глигоров, посрамениот поранешен војвода Стојан Мишев, во соработка со српските власти ја формирал организацијата
удружење против бугарских бандита. Но ова предавство зазело катастрофални размери по 1945 година. Самиот крај на војната го означил почетокот на сумарните ликвидации на припадниците на ВМРО, потоа уследиле монтирани судски процеси против приврзаниците на идеите на ВМРО, па масовни апсења на националистичката младина и конечно уследил период на шиканирање и репресии против секоја појава на македонски локал патриотизам. Оваа последна фаза започнала некаде во 50-те години на минатиот век, а се уште трае. Како што гледаме впрочем и со заканите дека ќе има реперкусии поради прославите на победата на Вардар во Лигата на шампионите во раковет. Сивот овој уништувачки процес бил вршен благодарение на соработката на македонците, односно на известни македонци, со староновите југословенски власти. Од Лазар Колишевски и Киро Глигоров, преку Коле Чашуле и Благој Поповски, па Иван Бабановски и Слободан Богоевски, до Силјан Аврамовски и Ѓорѓи Лазаревски и сите поединечни кодоши и соработници кои се премногу да се набројат, а кои се животната сила на нашите поробители. Но да се навратиме на објавата на Медиум 24 и да ги поврземе сите овие работи. Прво, Дворник забележал дека нашите словенски предци имале многу слаба и лабава политичка структура, дека не им било важно кој ќе им биде власт и дека главна преокупација им било земјоделството и сточарството, сугерирајќи дека тие живееле во многу кратка временска парадигма, налик на дивите племиња и на животните кои што живеат од рака до уста. Второ, Брајлсфорд ја поддржал оваа теза кога забележал дека македонското селанство ќе ја подари својата верност само кон пропагандата која му ветува некаков брз изглед за ослободување од отоманскиот јарем. Трето, Мисирков се жалел дека наместо да се занимаваат со проучување на своето потекло, како еден предуслов за градба на нација врз солидни темели, македонците и бугарите скокале директно кон изучување на практичните науки, односно на науките за иднината, слично како што денес во Македонија се надеваме да го оствариме животниот стандард на Данска, а без притоа да проучиме како данците успеале да го остварат своето богатство и пред да го осознаеме своето собствено минато, при што би можеле да пресудиме дали можеме, сакаме или требаме да го бркаме данскиот идеал или било кој друг идеал. Четврто, Христов сугерира дека за време на Првата светска војна македонците премногу брзо се одрекле од идеалот за автономија во полза на удобноста на бугарската окупација. После Втората светска војна, сличното се случува во однос на Србо-комунистичка Југославија. Петто, и конечно, во заклучокот на Херои и убици, Христов го запишал следново. Во Бугарска Македонија постоеше една партија, а тоа беше ВМРО. Една политичка цел, тоа беше обединувањето на трите дела на Македонија во единствена независна држава. Што ми остварат македонците таа цел, можат да формираат колку сакаат политички партии и можат јавно да ги изразуваат сопствените политички убедувања колку што сакаат. Дотогаш, сите македонци беа потребни на борбата и секој што се обидуваше да сее раздор меѓу нив или да одврати некого од националната должност, беше непријател на каузата и со него се пресметуваше ВМРО. Предавството на ВМРО започнало во 1945 година, кога дел од македонците го напуштиле идеалот да останат верни на каузата се до конечното ослободување на Македонија, пред да започнат да основаат партии со приоѓањето кон комунистичката партија. Истото се повторува и во 90-та година, кога пристапувањето на сила на повеќе партизмот, македонците се распрскаа низ десетици различни партии, пред да се осигури остварувањето на идеалот за независност. А овој процес трае до ден денес и денеска ја гледаме поделбата помеѓу македонци и северџани. Се чини дека она што избива на површина, кога ќе се земат предвид сите аргументи и факти,
е дека основната причина за вековниот неуспех на македонската кауза е нестрпливиот карактер на македонците. Ова е духовен проблем. И е манифестација на нашата неспособност да го одложиме задоволството и да твориме со цел не самите да уживаме во плодовите на нашиот труд, туку тоа задоволство да го доживеат нашите деца и нивните деца и нивните внуци. Неодамна слушнав една изрека која прилега да се спомне тука. Оди вака. Нацијата расте кога дедовци садат дрвја во чија што сенка тие нема да доживеат да седат. Како производ на нашата неспособност да заживееме согласно со идеалот изразен во оваа пословица, денес се наоѓаме во ситуација каде што името на нашата држава го диктира една држава, внатрешната и надворешната политика ја налага друга, идентитетот на нашиот народ го спори трета, а јазичната политика ја налага четврта. Додека македонскиот народ ја напушта државата, кој и самото е производ на нестрпеливоста со која е заборен македонскиот карактер, и се заменува со друг, кој постојано расне на број и расне во статус. А се дури не се свртиме кон идеалите на ВМРО, состојбата ќе остане непроменета. Се надевам дека ви се допадна содржината и овој пат и дека тоа ќе го покажете преку лајкување на видеото и споделување на истото на социјалните мрежи. Ви молиме да се зачленувате на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, за да можеме да ја шириме оваа наша вистина, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. My country, the Republic of Macedonia. Opa,